Британските сили моментално учествуваат во операцијата Просперитет Гардијан, мултинационална сила чија цел се хутите во Јемен и да ги заштитат комерцијалните бродови во Црвеното море. Околу 20.000 британски војници треба да учествуваат во вежбата Непоколеблив бранител 2024, најголемата вежба на НАТО од студената војна. Нашата група на носачи на авиони ќе биде во полна сила со нашиот предводник бродот Кралицата Елизабета, додека од неговата палуба ќе полетуваат авионите од петата генерација на F-35 Lightning. Но критичарите тврдат дека британските вооружени сили не се доволно финансирани и опремени, но и дека се соочуваат со криза во регрутирањето. За време на посетата на Лондон минатиот месец, секретарот на американската морнарица Карлос Дел Торо рече дека Британија треба да ја преиспита големината на своите вооружени сили со оглед на заканите од Русија и Кина и конфликтот на Блискиот Исток. Тој ги повика другите европски сојузници да го сторат истото. Во меѓувреме генералот Патрик Сандерс, шефот на британската армија во заминување, неодамна предупреди дека треба да се направи повеќе околу опремувањето и модернизацијата на вооружените сили. Британската армија има околу 73.000 војници, половина од пред 30 години. Бројките се важни. Например, тенк или фрегата или F-35 не може да бидат на две места одеднаш. Исто така, фер е да се каже дека британските вооружени сили имаат широк опсег на способности, што мислам дека сад го поздравуваат, но сепак тоа е малку. Например, британската армија може да произведе само една дивизија. Француската армија може да произведе две, германската може да произведе три. Британската армија, морнарицата и воздухопловните сили ги пропуштија целите за регрутирање. 2 британски поморски фрегати треба да бидат деактивирани оваа година поради недостатокот на екипаж способен да управува со нив, со што вкупниот број ќе се намали на 9, според извештајот на лондонски Daily Telegraph. Владата не го коментираше извештајот, но нагласи дека нарачал 8 нови фрегати, иако тие нема да бидат во употреба барем до крајот на деценијата. Владините бројки покажуваат дека има недостиг на амуниција и резервни делови во вооружените сили. Она што го видовме во последните неколку години е релативното продлабочување на вооружените сили на Европа, јавно прикажано со пријавените тешкоти и да се обезбеди доволно опрема, оружје и муниција за Украина. Британската влада вети дека ќе потроши 2,5% од БДП-то за одбрана до 2030 година и рече дека е посветена да потроши повеќе, цитирам, кога ќе има услови за тоа.